Нашиот следен гостин на телефонска линија е господинот Драган Тилев, висок државен советник за Европска унија и координација во тие делувања. Господинот Тилев е веројатно еден од најискусните, веројатно најискусниот, да кажам, државен советник кој што со години, со децении наназад се занимава со оваа денес. Господинот Тилев, добро утро. Добро утро. Јас побарав денеска да се чуеме, бидејќи утре или задутре се очекува Македонија да ја добие преговарачката рамка од Европската комисија за тоа како ќе се одвиваат преговорите понатаму. Ајде да почнеме прво со самото дефинирање на тоа што е таа преговарачка рамка. Дали е тоа технички или е политички документ кој што можеме да го очекуваме? Па, јас би рекол и двете. Инаку, ако сакаме да ја дефинираме преговарачката рамка во една реченица, преговарачката рамка практично се условите под кои ќе не примат во Европската унија. Тоа е исклучително важно, значи тоа го прави овој документ не само технички, туку и политички. Самиот документ, преговарачката рамка, мандатот ја добие Европската комисија да ја подготви. Меѓутоа, знаете дека Европската комисија работи во име на земјите членки, односно преговорите како такви се водат со Европската комисија, меѓутоа во име на членките на Европската унија или овој прв драфт, овој прв нацрт кој што Европската комисија се очекува, се разбира, додека тоа не се случи, не може да бидеме сигурни, меѓутоа се очекува наредните денови или оваа недела да ја отвори преговарачката рамка. Што ќе биде првиот текст кој што потоа влегува во процедурите на Советот на Европската унија, тоа значи во процедурите кај земјите членки. После 15 години кандидатски статус и десетина и повеќе препораки за отворање преговори, еве доаѓаме до ова ниво на првпат преговарачка рамка да биде објавена. Вие велите дека ќе биде драфт. Што значи дека се уште ќе има можност за некаков диалог со Европската комисија околу тоа како ќе изгледа завршната верзија на тој документ меѓу нас, Скопје и Брисел? Не, мислам дека тука веќе има создадена и одредена мала конфузија. Преговарачката рамка е документ кој што го подготвува Европската комисија, го усогласуваат земјите членки и потоа со консензус ја усвојуваат како таква и врз основа на таа преговарачка рамка ќе се водат преговорите до нашето членство во Европската унија. Колку и години тоа да трае, тоа ќе биде таа рамка која што ќе го утврди не само процесот, туку и динамиката на самиот процес. Значи, ние не учествуваме во подготвувањето на преговарачката рамка, но вообичаено е, се разбира, да во одреден момент преговарачката рамка биде достапна и до членовите на владата, односно до нашата страна, за да може ние да се во одредени елементи искоментираме, произнесеме, меѓутоа нашето мислење не е финално или релевантно, сепак мора секогаш да имаме во предвид преговарачката рамка ја дефинира комисијата, ја усогласуваат земјите членки и ја усвојуваат земјите членки. Добро, тоа е една стандардна процедура во сите овие децении на проширувањето на Европската унија. Овој пат има два нови моменти. Прво е, ајде да почнеме со тоа дека за прв пат ќе се појави новата методологија, предпоставувам, во преговарачката рамка, што досега не беше случај на нас, како помалку да ќе се вежба таа нова методологија. Очекувате да биде таа значително, како да кажем, разработена во преговарачката рамка или тоа можеби некаква следна техничка фаза во преговорите? И двете, бидејќи сите клучни елементи од новата методологија ќе бидат и мораат да бидат составен дел на преговарачката рамка. Тоа всушност малку ја отолжува подготовката на самата преговарачка рамка, инаку Европската комисија како институција, тело со долгогодишно искуство околу подготвувањето на такви преговарачки рамки, можеше да ја подготви преговарачката рамка за многу кус временски период. Но токму заради новите елементи од новата методологија се одолжува малку процесот и тука сте во право, на нас на некој начин ќе се тестира, односно за прв пат ќе се лансира тој нов пристап или таа нова методологија. И порано сум говорел, мислам дека и дури во вашата емисија, дека на прв поглед новата методологија изгледа доста едноставна, односно елементите се прифатливи
и лесни за, да кажеме, имплементација. Но кога ќе влезете во техничките детали, затоа велам политичките и техничките детали секогаш одат заедно, кога ќе влезете во техничките детали ќе видите дека практично се работи за еден голем исчекор и промени во самиот процес на преговори, а со тоа и на структурата и на дефинирањето на самата преговарачка рамка. Во овој дел да ве прашам, вие не очекувате некои големи изненадувања? Пракса е во Европската комисија овие, да кажам, документи да бидат во известна мера, тие не треба да представуваат изненадувања за земјата, веројатно се разговарало и до сега како тоа од прилика ќе изгледа. Очекувате некакви изненадувања од тој документ, да овдека останеме во овој дел на методологијата, бидејќи следното е политичкото, тоа ќе го разговараме потоа. Во делот на методологијата очекувате некакви изненадувања за нашата преговарачка страна? Не може да стане збор за изненадувања, бидејќи ја знаеме преговарачката рамка на, да речеме, на Србија, Црна Гора, Хрватска, тоа е основната структура во која ќе базира и нашата преговарачка рамка, и ја знаеме новата методологија со сите нејзините елементи која ќе биде вклучена во преговарачката рамка. Тоа значи за изненадувања не може да стане збор. Може да има одредени формулации во самата преговарачка рамка кои што ќе бидат под удар или притисок на некои од земјите членки, што е политички момент за тоа ми е следното прашање, да. Оваа рамка и овој документ не ќе беа толку доживеани во Македонија, би рекол, во некаков политички драматичен контекст, да не се овие бугарско-македонски односи. Тоа ли е точката во која што има најголема неизвестност да се види каков ќе биде импутот можеби на Бугарија, бидејќи за тој документ е неопходен консензус, и очекувате ли во таа смисла можеби некакви, па да кажем отворено, непријатни изненадувања, бидејќи ние голем дел од проблемите ги затвараме, ама еве некои од тие проблеми се уште отворени, ќе се рефлектира ли тоа и во преговарачката рамка во политичкиот дел? Видете, земјите членки имаат своји позиции, тие ќе се обидат до максимум да ги детализираат во самата преговарачка рамка, како тоа ќе го направат, колку ќе успеат да ја формулираат преговарачката рамка на линија на нивните позиции. Тоа останува да видиме, бидејќи тоа е еден процес кој што ќе трае. Европската комисија, велам, оваа недела ја лансира преговарачката рамка, но ќе трае. Моја лична проценка, не знам точно, меѓутоа моја лична проценка е дека тоа ќе трае можеби 2-3 месеци усогласувањето на текстот на преговарачката рамка, бидејќи секоја точка, запирка, зборче во самата преговарачка рамка ќе има долгогодишни последици. Од една страна, земјите членки нема да сакаат да влегуваат со прекомплексни формулации кои што ќе предизвикуваат понатаму триења, а од друга страна пак земјите членки, бидејќи тие учествуваат во гласањето, реков гласањето е со консензус, ќе се обидат да ги внесат сите оние елементи за кои што тие сметаат дека се од национален приоритет или интерес. Велите дека ќе следуваат неколку месечни усогласувања. Потоа наесен се најавува меѓувладина конференција, прва помеѓу владата во Скопје и комисијата во Брисел. Што е природата на таа меѓувладина конференција? Што се прави на таа средба за прв пат? Бидејќи двете страни претпоставувам дека одлично се познаваат, дури независно од тоа која влада ќе биде во Скопје во септември, да евентуално ја спроведува таа конференција од наша страна. Прво, ќе се усвои преговарачката рамка, бидејќи меѓувладината конференција не може да се случи додека не се усвои преговарачката рамка. Во моментот кога ќе се усвои преговарачката рамка, тоа ќе биде во текот на германското председавање со Европската унија, со Советот на Европската унија, тогаш ќе се случи и веднаш. После тоа ќе се случи и меѓувладината конференција, која што во принцип има можеби помалку и символичен карактер. Тоа е лансирање на официјалниот почеток на пристапните преговори помеѓу Европската унија и Северна Македонија, што значи дека од тој момент натаму веќе ќе биде отворен и патот за билатералните скрининзи, за кои што јас многу често повторувам дека се од исклучително значење, и овој период од денеска до меѓувладината конференција треба да се искористи за подготовка на тие билатерални скрининзи. Самата меѓувладина конференција е само отварање на процесот, а потоа низ такви меѓувладини конференции ќе се одвива самиот процес до крајот.
Јас мислам дека, господин Тилев, и покрај вашите експертски заложби за ова што го говорите, Македонија, ако оди на избори во југи, ќе ги потроши летниве месеци на други политички проблеми, а не баш на ова. Но сепак морам да констатирам дека е, не знам дали ќе се согласите, известна среќна околност што сето тоа ќе се одвива под чадорот, под закрила на германското предводење на Европската унија. Германскиот министер за надворешни работи минатата недела даде една прилично оптимистичка изјава во врска со проширувањето. Германците се главните промотори на тоа. Некако ни се поклопија картите, би се рекло да имаме една исклучително значајна, можеби најзначајната земја во Европската унија, истовремено со таква позитивна енергија долгогодишна од секогаш код Македонија. Апсолутно се согласувам. Има една позитивна атмосфера, би рекол, во цело ова силово предизвикано со пандемијата во текот на оваа година. Има една позитивна атмосфера што се создаде околу процесот на проширување. Ако приметите од почетокот на годината до денеска, Хрватска одлично ја одигра својата улога, меѓутоа и председателката ван дер Лејен и комисарот Вархеј, тие се ја направија проширувањето успешно приказна. И ние сме дел од таа успешна приказна со одлуката, еве веќе и со преговарачката рамка која е во тек, со одлуката за почеток на преговорите и преговарачката рамка. До крајот на годината Германија, сум убеден дека ќе настојува да се случи таа меѓувладина конференција, и јас сум речиси убеден дека ќе успее, бидејќи тоа ќе биде еден печат на нејзиното залагање за враќање на проширувањето на агендата на Европската комисија како стратешка определба, и тоа често пати е повторувано во последниве неколку месеци, стратешки интерес на Европската унија е Западниот Балкан што побрзо да влезе во Европската унија. Господин Тилев, за крај да ве прашам, имавте неколку случаи во секторот за европски прашања на заразени со вирусов, иако онака прилично лесно и така натаму. Вие успевате да се заштитите, да се зачувате со добро здравје, и како воопшто ви се одвива работата, не само ваша, туку и во целиот сектор? Успевате ли максимум да дадете со ова седење дома, изолација, карантини и така натаму, или и тоа ќе има некакви последици врз текот на разговорите со Европската комисија? И лично ако прашувате за мене, бидејќи за мене прашате, јас сум од високоризичната група, сум од хроничните, така да јас сум стациониран дома во самоизолација. Функционирам и работам од дома, но морам да кажам дека ваквиот притисок што го предизвика ситуацијата, пандемијата и седењето, односно работата од дома, отвори некои други можности. Практично се фокусирате на оние најважни елементи од работата. Помалку шетање по состаноци и помалку ходници за врвење, претпоставувам во улога на координатор, секретаријатот за европски прашања има потреба од средби, од состаноци, бидејќи тоа е работата на координацијата. Не можете секојаш координацијата да ја правите само преку не знам, Zoom или WebEx или некои други платформи кои се на располагање, но во отсуство на можност да се биде на лице место и да се работи физички на своето работно место, овие нови модели на комуникација се одлична платформа за која што ќе треба да ја користиме што повеќе и понатаму. Драган Тилев, во 9 часот и 27 минути, благодарам за ова исцрпно објаснување на она следна фаза која што следува во нашите односи со Европската комисија и воопшто со Европската унија. Се надевам дека ќе дојде време кога тие состаноци ќе може и во живо да се одржуваат, како и гостување во студиото. Тилев, ви благодарам. Благодарам.